Европската Унија и вчера не кажа ништо ново за Македонија. Од Брисел го оценуваа напредувањето на нашата земја, ама пак повторија дека најважно им е додека напредуваме да го смениме и уставот како што бара Софија. Дури и не искараа дека како држава не сме превземале одлучни чекори за напредок во пристапните преговори во изминатата година. Па ни ставија и оценка, тројка. Не помогна тука ниту 100% усогласување на Македонија кон надворешната и безбедносната политика на ЕУ. За комесарите тоа очигледно не е доволно. Тие веќе заборавија дека и името на државата се менуваше за да оценката биде повисока како што ни ветуваа. Од друга страна, со војна зафатената Украина од Европската Унија доби 5 за, како што рекоа, своите реформи и напредок во усогласувањето со европските стандарди. Дефинитивно, од Европската Унија треба да ни го објаснат критериумот на оценување. Исте за сите земји или за Македонија е малку поразличен? Македонија има големо назадување на патот кон Европската Унија, кажа денеска Венко Филипче, председателот на СДСМ, коментирајќи го најновиот извештај на Унијата за напредокот на земјите кандидати. Се остварува тоа што го предупредувавме. Владата на ВМРО-ДПМН за 1,5 година ја стави Македонија во иста група со Косово, Босна и Херцеговина, Молдавија и Украина, кои покасно од нас ги почнаа преговорите. Чекоревме заедно со Албанија, таа има прогрес, а ние покрај тоа што стагниравме, во некои области имаме и назадување, изјави Филипче. Тој каже дека ова е најлошиот извештај што сме го добиле во последните 10 години и дека во него не е констатиран никаков напредок. 2,5 децении по почнувањето на нашиот пат кон членство во Европската Унија, ние се уште сме на истото место. Не затоа што не ги исполнуваме копенхашките критериуми, туку поради некои вештачки причини, порача премиерот Христијан Мицкоски во Брисел. Мицкоски потенцира дека земјава го започна патувањето кон ЕУ пред 25 години, заедно со Хрватска, со која го доби првиот позитивен извештај за започнување на преговорите во 2009, но за жал денес е на истото место каде што беше и пред 25 години. Поради некои вештачки спорови, како што се нашето национално знаме, нашето национално име, името на земјата, поради оваа промена на уставот, па потоа поради друга и сега повторно сме пред уште една пречка, уште едно ограничување наметнато пред нас за промена на уставот, потенцира премиерот. Инаку тој порано укажуваше дека претходната власт на СДСМ ја има ставено Македонија во незавидна ситуација кога се во прашање преговорите, но дека и покрај сите грешки и пречки Македонија продолжува на патот кон зачленување во Европската Унија. Повторно Македонија брои жртви од сообраќајна несреќа. Страшно и многу загрижувачко е ова, особено што стана скоро секојдневна појава. Најновата трагедија е дека синоќа двајца загинаа, а 5 се повредени во сообраќајната несреќа на патот Прилеп-Росоман. Завчера, среде бел ден, во центарот на Скопје загина пешак кој преминувал булевар на пешачки премин со велосипед. На него налетало возило. Ден пред тоа во друга сообраќајка во центарот на Скопје кога беше прегазена и тешко повредена една жена. Вакви примери за жал може да се редат и деновите пред тоа. Ова мора да го вклучи алармот пред се во МВР. Ова веќе станува преопасно. Полицијата мора да излезе со вонредни и засилени мерки. Состојбата со сообраќајната некултура кај дел од возачите е таква што треба да се прогласи еден вид на вонредна состојба и со зголемено присуство на полицијата на сообраќајниците да се воведе поголем ред. Кризната состојба треба да се ја прогласат во главите и сите учесници во сообраќајот. Премногу има жртви и повредени и никој не треба да мисли дека трагедиите се случуваат на друго место, а тие се безбедни иако не почитуваат правила. И покрај многуте жртви во последниот период од сообраќајни несреќи и понатаму несовесни возачи хараат по македонските патишта.
Имено вчера на магистралниот пат Битола-Ресен, полицијата уапсила 47 годишен битолченец кој со својот јагуар возел со брзина од 179 км на час, на место каде максимално дозволената брзина со сообраќаен знак е ограничена на 80. Синоќа во Прилеп пак бил уапсен 22 годишни кој возел под дејство на алкохол. Му биле измерени 1,75 промили алкохол во крвта. По пауза за локалните избори, председателот на Собранието Африм Гаши вчера ги собра координаторите на пратеничките групи. Договарале изработка на нов изборен законник. Акцент во новиот закон за избори, како што нагласи Гаши, ќе се стави на измена на начинот на финансирањето на партиите. Проблем што беше актуелен на овие избори кога две партии со над 5 пратеници, Левица и Знам, не добија пари од државниот буџет за финансирање на рекламната кампања. Ова аномалија треба да се реши. Гаши најави и можност за промена на моделот за парламентарните избори и Македонија да стане една изборна единица. Ова би било клучна промена и голема демократска придобивка за сите што во изминативе 15 на години бараа да се гласа во една изборна единица, затоа што само така сликата во парламентот ќе има вистински одраз на расположението на гласачите. Дали сепак на едните парламентарни избори ќе гласаме во една изборна единица, ќе зависи пред се од партиите, на кои пак моделот со 6 изборни единици повеќе им одговара. На својата веб страница Министерството за образование и наука објави предлог список на лектири и побара јавна расправа од сите заинтересирани за ажурирање на тоа што ќе читаат децата во иднина. Одредени наслови од минатото се отстранети поради ниска читаност, несоодветност на возраст или содржина, а некои дела се преместени во друго одделение или добиле нов статус, од задолжителни станале изборни и обратно. Во предлогот се вклучени дела што обработуваат современи и значајни теми, наведуваат од Министерството. Целта на оваа промена, според МОН, е учениците да читаат содржини блиски на нивната реалност. Во пожарот што синоќа зафати дел од домот за пензионери во Тузла, смртно настрадаа 11 лица, а меѓу повредените има и припадници на спасувачките екипи. Ова се последните информации што доаѓаат од Босна и Херцеговина по страшниот инцидент. Во Универзитетскиот клинички центар во Тузла згрижени се околу 30 на пензионери, пожарникари, полицајци, медицински работници, како и вработени во домот. Председателката на Косово, Вјоса Османи, му го довери мандатот за состав на нова влада на заменик председателот на владеачкото движење Самоопределување, Глаук Конјувца. Тој е втор кандидат од оваа партија, откако актуелниот премиер Албин Курти при неколку гласања за избор на нова влада не успеа да обезбеди мнозинство. Косово се наоѓа во политичка криза од парламентарните избори на 9 февруари годинава, кога ниту една партија не освои мнозинство од 61 пратеник во 120 членото собрание. Поради тоа, повеќе месеци не можеше да се избере ниту председател на парламентот, што го блокираше неговото функционирање. Поранешниот еврокомесар за правда Дидие Рейндерс официјално е обвинет за перење пари, откако бил сослушан од истражните органи на 16 октомври, објавија синоќа белгиските медиуми. Тој беше еврокомесар до 1 декември 2024 година и низ кариерата неретко држеше лекции дека државите треба да се борат против корупцијата и криминалот. Бројот на загинати во налетот на тајфунот Калмаеги на Филипините се искачи најмалку на 66. Уништените домови, улиците поплавени и затрупани со урнатини е тажната слика што ја остави зад себе бурата. Во моментов се трага по уште 26 исчезнати лица. Има и многу повредени. Тајфунот се движи кон Виетнам, кој се подготвува за неговиот удар. Товарен авион на поштенската компанија UPS експлодира синоќа, откако се срушил веднаш по полетувањето од меѓународниот аеродром во Кентаки, САД. При падот на авионот на 5 километри од аеродромот загинаа 7 лица, а 11 беа повредени. Тројца од загинатите се членови на екипажот, а врз останатите загинати и повредени паднал авионот. Овој аеродром е седиште на UPS Worldport,
глобалниот центар за воздушен товар на компанијата и најголемиот објект за сортирање пакети во светот. Левичарскиот демократ Зохран Мамдани победи на изборите за градоначалник на Њу Јорк според проекциите на американските медиуми објавени доцна синоќа. Тој освоил 50,4% од гласовите, поранешниот демократски гувернер Ендрю Куомо 41,6%, а републиканецот Куртис Слива 7,1%. Доколку резултатот биде потврден, Мамдани би станал првиот муслиман градоначалник на Њу Јорк. Тој е еден од најстакнатите противници на американскиот председател Доналд Трамп. Во кампањата Трамп лично агитираше да не се гласа за него. 4 лица се уапсени откако португалските власти во Атлантскиот океан на 1800 километри од брегот лоцирале и пресретнале наркополуподморница која е превезувала повеќе од 1,7 тони кокаин. Уапсени се двајца еквадорци, еден венецуелец и еден колумбиец, што ја управувале подморницата. Ова не е прв ваков обид да се внесе кокаин во Европа. Во март, слична полуподморница со 6,5 тони кокаин беше пресретната близу португалскиот брег. Официјална Москва ја коментираше изјавата на српскиот председател Александар Вучиќ дека Србија е подготвена да продава амуниција на ЕУ без оглед каде ќе заврши подоцна. Последното нешто што го сакаме е оружјето и муницијата произведени во нашата братска Србија да се користат против нашите војници. Тоа е последното нешто што сакаме да го видиме, му порача од Русија на српскиот председател. Инаку во мај руската служба за надворешно разузнавање се пожали дека српските одбранбени компании и покрај декларираната неутралност на Белград продолжуваат да го снабдуваат Киев со муниција.